Цивил медија. Добар ден и добре дојдовте на втората пресконференција на Цивил, Центар за слобода, во пресцентарот во клубот Менада во старата чаршија во Скопје. Најнапред да споделам една информација. До сега од сите наблюдувачи на теренот се пристигнати 86 извештаи со нерегуларности на денешниот изборен ден од 7 часот откако се отворени избирачките места низ Република Северна Македонија. Се работи за нерегуларности кои се претежно минорни, кои не влијаат на демократскиот карактер на изборниот процес. Но во секој случај забележливо е дека сепак имаме различни видови кршења на процедурите, на правилата, па и на изборниот законник. Тоа што ние сметаме дека е многу сериозно и веднаш сакаме на самиот почеток да го истакнеме е дека од новинарките и новинарите, од медиумските екипи, неколку пријави добивме за тоа дека на избирачки места во општина Аеродром и во општина Центар им била попречувана работата, со тоа што не им било дозволен влез на екипите на избирачките места и фотографирање или снимање. Бараме од избирачките одбори да се однесуваат соодветно на правилата и да им овозможат непречена работа на македонските новинарки и новинари на денешниот ден. Да погледнеме кои се пријавите кои се пристигнати меѓу 10 часот и 12:20 во пресцентарот на Цивил, податоци и извештаи обработени од аналитичкиот тим. На избирачкото место 2398 во основното училиште Крсте Мисирков во општина Газибаба, членови на избирачки одбор правеле селфи со шеги дека една фотографија е за Инстаграм, а другата за Фејсбук. Ни едната ни другата фотографија не е дозволено да се објавува, односно не е дозволено фотографирање и снимање освен на медиумските екипи соодветно на стандардите во избирачките места. Избирачките одбори мораат да знаат дека строго треба да се придржуваат до правилата и процедурите кои се пропишани во законот и во нивните упатства. На избирачкото место 07371 во основното училиште Санде Штериоски во Кичево, избирачкиот одбор работел со затворена врата наместо со ширум отворена. Ова можеби ќе ви изгледа како детал, меѓутоа мора да нагласиме уште еднаш. Цивил, Центар за слобода, промовира нулта толеранција за секаков вид изборни нерегуларности, така што и затворената врата на избирачкото место може да упатува на сомнеш дека нешто сомнително или противзаконито се случува зад затворените врати. Затоа отворете ги вратите. На избирачкото место 2282 во јавното предпријатие Македонски железници во општина Штип, членовите на избирачкиот одбор не можеле да отклучат утринава, бидејќи клучот не им бил испратен од општината. Во општината пак тврделе дека го испратиле клучот во коверт, а од избирачкиот одбор дека ковертот бил празен. Според еден член на избирачкиот одбор и една припадничка на Министерството за внатрешни работи, клучот е пронајден кај поранешен председател на тамошната местна заедница. Гласањето сепак започнало на време. На избирачкото место 0087 во основното училиште Ѓорги Сугаре во општина Битола, еден гласач го немало на избирачкиот список. Ова е веќе овој извештај се повторува повеќе пати од почетокот на денот и претпоставуваме соодветно на нашите аларми во изминатиот период дека избирачкиот список ќе покаже
поприличен број фалинки и на извесен начин ќе го повреди правото на глас на голем број граѓанки и граѓани. На избирачкото место 2247 во основното училиште Димитар Влахов во општина Штип, наблюдувач на политичка партија ја фотографирал гласачката кутија со телефон. Тоа може да се повлече една паралела, значи на медиумските екипи не им се дозволува пристап на избирачките места, а избирачките одбори дозволуваат фотографирање на гласачките кутии, меѓу себе се фотографираат, па дури ги објавуваат фотографиите. Значи, уште еднаш таквата практика веднаш да престане. На избирачкото место 2572 и 2573 во основното училиште Мирче Аце во општина Ѓорче Петров немало по еден граѓанин во избирачкиот список. Тие биле препратени во општинската изборна комисија, а според наблюдувачката на Цивил во тоа време во просториите на општинската изборна комисија немало никој. Во близина на избирачкото место 0891 во основното училиште во селото Мордовис во општина Зрновце, председател на локалниот огранок на една партија вршел агитација, кажувајќи им на граѓаните што доаѓале да гласаат, дека знаат дека треба да заокружат одреден број. Во избирачкото место 737 во Домот на културата во општина Кичево биле излепени плакати на еден од кандидатите кои по интервенција на избирачкиот одбор биле отстранети и гласањето почнало на време. На избирачкото место 2570 во општина Ѓорче Петров починато лице се уште е во избирачкиот список. На избирачкото место 2849 во основното училиште Гоце Делчев во општина Центар немало параван за лица со посебни потреби. На избирачкото место 2258 во противпожарниот дом во општина Штип еден граѓанин го немало во избирачкиот список и покрај важечката лична карта. На избирачкото место 2274 во местната заедница Славчо Стојменов во општина Штип председателката на избирачкиот одбор ги читала имињата на гласачите на глас, а по предупредувањето одговорила па зошто одиш на гласање. На избирачкото место 2843 во основното училиште Песталоци во општина Центар гласач пријавил дека е заборавено гласачко ливче зад пултот, пошто членовите на избирачкиот одбор се договориле да го стават во кутијата, бидејќи уредно било заокружено име на кандидат на ливчето. На избирачкото место 2117 во основното училиште Александар Здравковски во општина Јегуновце, член на избирачкиот одбор го напуштил избирачкото место и пред локалното кафуле извикувал дека вечерта ке слават, што е кршење на изборниот молк. Според пријава на граѓанин на дежурните телефони на Цивил, на избирачкото место 8361 1 во детската градинка во општина Кочани, лицето од избирачкиот одбор задолжено за контролата со УВ ламбата и лицето задолжено за проверка на документите за лична идентификација на гласачите, на глас ги читале имињата на избирачите и другите податоци како адресите, на пример. Тоа е нарушување на тајноста на гласањето и представува прекршок, односно кршење на процедурите и упатствата, се разбира, и на изборниот законник. На избирачкото место 2934 во основното училиште Никола Вапцаров во општина Чаир, активисти на една политичка партија прашувале за излезноста и делеле банички за сите членови на избирачките одбори по училниците. Љубезен некој господин. На избирачкото место 2514 во основното училиште 25 мај во општина Газибаба, при проверка со УВ ламба се утврдува дека гласачот е претходно испрскан со спреј. Се сеќавате на претходната пресконференција, имавме уште еден таков случај на друго избирачко место, кога гласачот
е препознаен потоа од член на избирачкиот одбор како член на друг избирачки одбор, но гласачот се правдал, исто како и во претходниот случај, дека работел со спреј пред да дојде да гласа и затоа бил испрскан. Дел од членовите на избирачкиот одбор не сакале да му дозволат да гласа, но под притисок на останатите членови сепак му било дозволено. За разлика од претходниот случај, кога на тоа лице, во претходниот случај, не му било дозволено гласањето. Имаме различен аршин во решавање на исти прашања. На избирачкото место 1001-1 во истото училиште, во основното училиште на Фрашери во Куманово, не била овозможена тајност на гласањето, затоа што параваните се поставени на страна покрај клупите од каде што се гледа гласачот. Еден гласач им дал при тоа на истото избирачко место, им дал на членовите на избирачкиот одбор пари за да купат кафе. Уште еден љубезен граѓанин. На избирачкото место 1690 и 1691 во основното училиште Ѓорѓија Пулески во општина Аеродром не им било дозволено на новинарите и фоторепортерите од еден дневен весник и една агенција да фотографираат. Како што кажавме и на самиот почеток, оваа практика не е прифатлива и е прекршување на правилата, процедурите, стандардите и се разбира изборниот законник. На избирачкото место 2851 во училиштето Јосип Брз Титов во општина Центар, наблюдувачот на Цивил забележал случај на семејно гласање и случаи на граѓани кои не можеле да се најдат на избирачкиот список. Двете избирачки места 0092 и 0093 во местната заедница за Димитар Влахов во општина Битола биле во истата просторија, а над 0093 е забележан случај на семејно гласање. На избирачкото место 2762-1 во градинката 8 март во општина Кисела Вода, член на избирачкиот одбор не бил означен со акредитација, како и член на избирачкиот одбор на избирачкото место 2740 во основното училиште Кирил Пејчиновиќ во истата општина, а тој воедно ги читал наглас имињата на гласачите. Беџот за означување на сите луѓе кои се наоѓаат во избирачкиот одбор не е само технички детал, туку е важен дел од процедурите. Затоа што луѓето кои се наоѓаат во избирачките места мораат да бидат означени и со тоа да им влеат доверба на гласачите кои доаѓаат да гласаат. А се разбира, читањето на глас е повреда на правото на глас, односно повреда на правото на тајност на гласањето. На избирачкото место 1055-1 во средното училиште Моша Пијаде во општина Куманово, двајца граѓани кои ги немало во избирачкиот список, двајца граѓани ги немало на избирачкиот список, а нивните сопружници пак ги имало. Избирачкиот одбор ги испратил во општинската изборна комисија. На избирачкото место 1254-1 во јавното предпријатие Охридски комуналец во општина Охрид, гласач со нова лична карта го немало на избирачкиот список. На избирачкото место 2843 во основно училиште Песталоци во општина Центар било дозволено да се гласа групно, односно имаме дозволено семејно гласање во ова избирачко место. На избирачкото место 2281 во училиштето Тошо Арсов во Штип, наблюдувач на акредитирана странска организација инсистирал тој да работи со УВ ламбата, а револтираната граѓанка од фактот дека незиниот поранешен сопруг кој со години не живее во државата, се уште не е на избирачкиот список, наместо да се потпише го пречкртала тој избирач на списокот, пошто дошло до расправија со одборот, а интервенирала и полиција на избирачкото место 2281. На избирачкото место 77 и 78 во местната заедница Стево Патако во
Битола членовите на избирачката комисија и на избирачкиот одбор користеле мобилни телефони на самото избирачко место, најверојатно за да ги информираат одредени партиски штабови за излезноста на одредени гласачи. На избирачкото место 2816 во основното училиште Димитар Миладинов во општина Центар, параванот наменет за лица со посебни потреби бил поставен до зидот и бил непристапен. Имаме неколку вакви пријави низ цела Македонија, апелираме до избирачките одбори да ги постават параваните за лицата со посебни потреби на прописни места, така што ќе им овозможат и на овие граѓанки и граѓани да го искористат своето право на глас. На избирачкото место 0948 во основното училиште Јоаким Крчовски во општина Крива Паланка, едно лице со нова лична карта не можело да гласа поради различните податоци во избирачкиот список. Ист таков случај имало и на избирачкото место 0950 во истото училиште, но тогаш избирачкиот одбор ја контактирал Општинската изборна комисија, од каде што дошле двајца членови, направиле увид и записник, пошто на тој гласач му било дозволено да гласа. Оваа постапка посебно ја поздравуваме, бидејќи, како што е познато, Цивил е на став дека државата има обврска да им обезбеди право на глас на сите граѓанки и граѓани на државата, без оглед на тоа дали се работи за системска грешка. Граѓанките и граѓаните не се должни да ги плаќаат системските грешки со тоа што ќе биде повредено нивното уставно право да гласаат. На избирачкото место 2674 во основното училиште Димитрија Миладинов во општина Аеродром, членовите немале линејка за одделување на ливчињата од кочанот, а еден од членовите изјавил дека не знае што треба, каде треба да стави печат на гласачкото ливче. Во избирачкото место 2682 во истото училиште имале проблем со UV ламбата, пошто ја замениле со друга. Навработен во општина Бутел, од една политичка партија му побарале листа со име и презиме на 20 лица кои ќе гласаат за одреден кандидат. Овој извештај од теренот дојде пред почетокот на оваа пресконференција и сведочи за тоа дека списоците се уште се присутни во изборните процеси и е нешто што е навистина алармантно и подсетува на некои минати времиња. На избирачкото место 2281 во основното училиште Тошо Арсов во општина Штип несоодветно бил наместен параванот, со што била нарушена и тајноста на самото гласање. На избирачкото место 1947 во училиштето Кирил Пејчиновиќ од Тетово немало услови за лица со посебни потреби да дојдат на до самото гласачко место, значи самото избирачко место е непристапно. На избирачкото место 1258-1 во противпожарниот дом во општина Охрид, лице кој помагало на неписмена жена да гласа, не се тргнало од параванот на глас и сугерирало за кого да гласа и наместо неа тој го внел ливчето во кутијата, во гласачката кутија. На избирачкото место 2363 во местната заедница Зелениково во општина Зелениково гласачка ја немало во избирачкиот список. На избирачкото место 2900-1 во основното училиште Иднина во општина Чаир имало проблеми со поставеноста на параванот, а едно лице било распрашувано додека било на гласачкото место. На избирачкото место 2273 во местната заедница во Панче Караѓозов во општина Штип, параваните за лица со попреченост се свиткани и ставени на страна, а еден од партиските наблюдувачи немал акредитација, додека член на избирачкиот одбор коментирал постови на Facebook, со што на извесен начин го
прекршил изборниот молк. На избирачкото место 2694 во основното училиште Ѓорѓе Апулески во општина Аеродром, член на избирачкиот одбор на мобилната наблюдувачка на Цивил која заминувала на друго избирачко место и се обратил со зборовите сега ти заминуваш, а и јас и ти ќе земеме иста дневница, што ние го сметаме за недостоен коментар. На избирачкото место 22-29 во село Лисиче, во општина Чашка, тројца граѓани не го оствариле своето право на глас, затоа што ги нема на избирачкиот список. На избирачкото место 0577 во основното училиште Ванчо Прке во Делчево, член од избирачки одбор скришум ги фотографирал наблюдувачите. На избирачкото место 1539-1 во училиштето во населбата Калиште во општина Пробиштип, 7 гласачи немало на избирачки список и откако не им било дозволено да гласаат, биле испратени да проверат на друго место. На избирачкото место 1884 во училиштето во селото Уларци во општина Чешиново Облешево, поради истечена лична карта на 8 граѓани кои денеска извадиле нови лични карти, сепак не им било дозволено гласањето. И за крај, во Струмица, покрај музичкото училиште во кое се сместени 2 избирачки места, 2 автомобила биле паркирани со 4 и 3 лица во нив, а секој што ќе влезе во училиштето да гласа, морал да помине покрај нив. Поздравуваат дел од гласачите, а ги запишуваат во нотес оние со кои се поздравуваат, а со тоа вршат евиденција на гласачите, а воедно и го кршат изборниот молк. Тоа е се за вториот прес на Цивил во прес-центарот во Старата Чаршија. Следната пресконференција, доколку нешто не се случи поитно, ќе биде по 17 часот. Им посакуваме на сите пријатно попладне и достоинствен, слободен, фер и демократски процес. Ви благодарам. Цивил медија